Да, и ова на лице место го посветуваме на нешто што ќе се случува токму на ова место, значи во Младинскиот културен центар во Денсинг салата Гора. 19:30 е закажаниот новогодишен концерт на Градскиот дувачки оркестар Скопје. Двајца господа кои што веројатно ги познавате од почетокот на оваа сезона, господин Ташко Тодоров и Хуса Еминовиќ, добро утро за вас. Ви благодарам за овој одстапен простор или време, нели, заедно да ги информираме луѓето. Господин Тодоров, ајде да започнеме со вас. Колку години сте заедно со оваа приказна? Па, уште од самите почетоци на работењето на Градскиот дувачки оркестар, традиционално и новогодишниот концерт. Концертот е максимално посетен. Ги имаме сите љубители на убавата музика и се надевам дека и оваа година ќе биде како и претходните. Така е, да. А колку сте вие самиот дел од ова? Колку време ова трае сето како приказна? Па од 2006 година. 2006 година, кога е формиран оркестарот во покровителство на градот, а во рамките на дејноста на Младинскиот културен центар, ние работиме секоја година и се надевам дека максимално успешно. Да. Кажете ми до каде се подготовките? Ќе ни зборува господин Хуса Еминовиќ за тоа каква ќе биде програмата и што се ние ќе сите други кои што ќе дојдеме, веројатно ќе ни треба да набавиме влезници или како ќе одат работите, ќе ни кажете? Нема. Нема влезници. Дојдете, порано да дојдеш? Порано дојдете, а кој порано ќе дојде, тој ќе си фати место, а останатите ќе стојат. Значи има можности за стоење, само да уживаме заедно, така е, да. Дали е се подготвено? Па во главном да. Ние денес имаме генерална проба во 18 часот, а утре 19:30 е почетокот. Да. Ајде сега се силиме кај господинот Еминовиќ да ни кажете која е програмата. Дали имавте дилеми околу тоа што се треба да биде дел од новогодишниот концерт? Па во главном ние дискутираме, имаме уметнички состав и заедно ја бираме програмата. Ке има од се по нешто. Има, да кажеме, Christmas Holiday, тоа се песнички, божични, новогодишни, пак има, значи, нешто од Луис Армстронг, пак има Gypsy Song, значи, програмата е многу разноврсна, Глен Милер, од се, да не ги редиме сите, од се по нешто за сечи вкус, за да луѓето бидат баш расположени и да уживаат во оваа врста на музика. Да. Ние сме овде да критикуваме, но никако нели вчера имавме едни фотографии, видовме дека Крива Паланка 8 украсена како да е некој град од соништата. Скопје си уште ни од блиску не е украсено, а ние ги повикуваме луѓето на новогодишен концерт, можеби на тој начин ќе испровоцираме и кај градските власти да ни го украсат малку градот, нели? Да почувствуваме и ние некоја магија. Со нешто мора да се почне. Да. Значи, ке нас е вообичаено пред Нова година да го даваме овој концерт. Луѓето доаѓаат, расположени се, многу од нив играат за време на концертот, така да мислам дека се ќе биде во ред. Така. Иначе само да им кажеме на луѓето кои се, мислам колку луѓе се дел од Градскиот дувачки оркестар Скопје. Значи ние ќе бидеме 30 на бина, со тоа што ќе се свири само инструментална музика, пошто немаме можност да земеме пеачи, немаме финансиски можности за да имаме и вокални солисти, значи ќе бидеме 30. 30 луѓе. 30 луѓе на сцена, најавуваме одлична забава. Така е, да. Сега, колку често сте овде? Или колку пати во неделата треба да се прават тие проби за да биде, како се вика, во сето тоа нормално и да си тече се во однос на градскиот? Оркестарот работи 2 пати неделно. 2 пати неделно по 2,5 сати. Со пауза, нели, внатре, бидејќи станува збор за дувачки оркестар. Дувачките инструменти не можат да работат целосно 2,5 сати, него има пауза, за да би можел. Припремите се при крај, нели? Маестрото ви кажа за се она што ќе се случува. Јас само можам да кажам дека публиката ќе биде максимално задоволна и ќе ужива во сето тоа што ние ќе го презентираме.
Да. Господа, ви благодарам за овој кус разговор и убава најава за сите оние. Значи, уште еднаш подсетување. Не заборавајте, утре вечер, овде во МКЦ во Денсинг салата Гора, дојдете си порано, заради тоа што веројатно нема да има места, нема влезници, значи влезот е бесплатен, има малку места за сидење, но има веројатно многу места за стоење. Бујрум на добра журка која што ја нуди овој градски дувачки оркестар Скопје, со на само дел од програмата која што ни ја соопшти Хусо Еминовиќ. Ви благодарам за ова утринско вклучување и уште еднаш подсетување. Утре вечер новогодишен концерт 19:30 Денсинг сала МКЦ.